Еве сум јас пак дома, веќе не знам кој ден сум во самоизолација и уште колку време ќе треба да останеме дома, но најбитно е да останеме дома. Денеска не сакам да зборувам за самоизолацијата како таква и да зборувам за тоа зошто е важно да останеме дома, бидејќи верувам дека секој од нас знае и почитува зошто и како е многу важно да останеме дома и да не шетаме без потреба на улиците. Денеска сакам да зборувам за стигматизацијата која што се роди претходниот период, бидејќи како што се зголемуваат броевите на заразени од вирусот COVID-19, така се зголемува и говорот на омраза. И лично јас тоа не можам да го прифатам, бидејќи ние сме млади одговорни личности и копнееме за едно здраво општество, па сакам да кажам дека мора да кажеме стоп на ваквата стигматизација, жигосување и етикетирање на луѓето кои што се во самоизолација и на луѓето кои што се заболени од вирусот. Секој од нас може да биде носител на вирусот и секој од нас може да биде заразен. Затоа е многу важно во овие моменти никого да не осудуваме и да не кажуваме лоши работи, да не шириме говор на омраза, бидејќи тие луѓе не сакале да се заразат, како што јас не сакам да се заразам, како што никој не сака да се зарази, ниту пак сакаме да заразиме некој друг. На луѓето кои што се борат против овој вирус, кои што лежат на инфективно, кои што се заразени, им треба нашата поддршка. Нашата комплетна поддршка и ние сме должни да им ја дадеме. Наместо да им одмагаме, наместо да се плашиме од нив, ние треба да им ја дадеме нашата рака и да бидеме со нив во овие моменти, бидејќи секој од нас, доколку не ги почитуваме препораките, може да се најде таму. Исто е многу важно да бидеме солидарни. Еден меѓу друг, да бидеме солидарни за постарите луѓе, и да помагаме. Значи, ова е еден период во кој што сме должни да си помагаме еден на друг, на секаков можен начин. Доколку видите дека на вашата пријателка е тешко, понудете и некаква помош. Слушајте се онлайн, разговарајте за тоа како го поминува времето во самоизолација, дајте некој предлог. Помогнете им на старите и изнемоштени луѓе, бидејќи сите од нас имаме некои комши кои што не може да си дозволат да одат во продавница. Тука сме ние и ние мораме некако да им помогнеме. Бидејќи од нас зависи како ќе се избориме со ова и од нас зависи какви луѓе ќе бидеме. Наша должност е после вирусот да станеме подобри луѓе, да бидеме полни со емпатија и сочувство за другиот. Значи, тоа е, мислам, моје лично мислење дека тоа е целта и тоа мора да го постигнеме. Затоа пружете ја вашата поддршка и помош на оној на кој што најмногу му треба. Не ги осудувајте луѓето, помогнете им. Ако не можете да кажете ништо добро, тогаш не зборувајте. Подобро да молчите, отколку да зборувате лошо. Не ширете говор на омраза, не читајте лажни вести. Ограничете си го бројот на информации што стасуваат до вас, така ќе се заштитите и себе си од непотребни информации. Така ќе останеме цврсти и сплотени во овие тешки денови. Чувајте се, помагајте, не ширете говор на омраза, лошиот збор на никого не може да му помогне. Останете своји и останете добри, се гледаме пак за некое време. До тогаш поздрав и чувајте се.